Божи благослов. Драго ми е што ве гледам. Некој од вас ве гледам од светло, не ве гледам сите. Уклучен ли микрофонот? Уклучен, добро. Се надевам сега и уклучен, дека не беше уклучен за време на славењето. Ја како човек имам многу малку стравови во животот, ама еден од тие стравови е дека за време на славењето ќе ми се уклучи микрофонот и луѓе ќе чујат како пеам. Затоа што си знам дека си ги знам моите дарови, си ги знам областите од мојот живот каде што не се моите дарови. Пеењето е каде што има големо така отсуство на било каков дар и талент. Така затоа ми е страв некој да чуе како пеам. Еден ден кој ќе бидеме на небото, во Царството небесно, каде што ќе имаме воскреснати тела, воскреснати гласни жици, обновени, нели, тогаш нема ми биде срам да ме чујат луѓе како пеам. Сега за сега си пеам од срце, што ми се рекол. Мене ми е многу драго што утрово сум со вас овде. И кога долго време не сум бил во некоја црква и долго време не сум посетил и не сум видел и не сум проповедал некаде, имам еден проблем. Проблем е да споделам и да кажам се што би сакал да кажам. Сега не сме во Африка, нели со пастор Живко знаете, одиме во Африка. Во Африка го нема тој проблем затоа што таму ако проповедаш под саат и пол два, кратко си проповедал. Тука ако мислиш да проповедаш саат и пол два, си се откажал од проповедање веќе. И затоа ми е тешко секој пат да одлучам од каде да почнам и што да пренесам од тоа што Господ правил и прави. И сега последно време во повеќе цркви кога ги посетувам, отворам и почнувам со Христос воскресна. Навистина воскресна, да. Знаете, тука е моментот каде што многу луѓе и многу цркви ги ваѓаат, значи ќе помине Великден, ќе помине Духов ден или Пентекост, и одиш во некоја црква и Христос воскресна, и они ме гледаат и кажа, пасторе, не е Великден, да. Знам дека не е Великден. Ама знаете, и ги тестирам луѓе со тоа нешто, или вака ќе се поздравиме со него и Христос воскресна, брат. И вака ме гледа. Сега добро да не треба што треба и како некој како Ико, вака ќе му текне навистина воскресна. Зошто го кажувам тоа? Ово кажувам затоа што тој, нели, великденски поздрав е всушност темелот, сршта на сета наша вера, на сета наша надеж, на целото наше постоење, причината зошто сме овде ово утро. Се надевам дека суштината, темелот, главната, првата и последната причина, има неколку измеѓу, но првата и последната причина зошто сме ние овде ово утро е затоа што Христос воскресна. И навистина воскресна. Целата поента на нашиот живот и нели апостол Павле во 1 Коринтијаните 15 глава кога зборува за воскресението вели ако Христос не воскреснеше од мртвите и ако ние се надеваме на Христос само за овој живот, тогаш сме ние најмизерни, најбедни од сите луѓе. Дека без воскресението ова е уште една религија, уште еден социјален клуб, уште едно, не знам, здружение на граѓани и што ти ја знам. Ама поентата е дека Христос воскресна и затоа ова е црква. Христос воскресна, затоа денеска можеме да имаме најаш. Христос воскресна, затоа можеме да се соочиме со што и да треба да се соочиме. И знаете, сите ние си менуваме низ различни периоди во животот, горе, долу, напред, назад и така натаму. И пред некоја година веќе, јас сете така минував низ одреден период во мојот живот кај што искрено кажано си мизерував. Така. Имаат англичаните, американците многу убава изрека така или термин за тоа нешто, сам себе си приредуваш пити парти, за журка за само сожалување, колку не можеш, колку не те бива, колку ти фали ова, колку не те сакаат, колку вага, колку така. Сега не изгледаше кај мене така, ама знаете за што зборувам, така. И нели во тие моменти очекуваш Бог да прати ангел небесен да блесне во собата нешто, па да ти каже нели не бој се, силен јунаку, со тебе сум, Господ твојот Бог чекори со тебе, стани и оди, не знам нели. Така и замислуваме тие моменти, или ти се јави некој брат и ти каже пророштво, ти каже или доаѓа некој, не знам, нешто такво очекуваме. Бог ги прави тие нешто, не зборувам против тие нешто, Бог ги прави тие нешто. Но тоа што го направи за мене во тој момент, Светиот Дух, утешителот, советникот наш, тивко шепна во моето срце Христос воскресна. Амин. И вака, знаеш, ја го имав изразот на ликот како што вие го имавте на почетокот кога реков Христос воскресна. Викам, чекај. Ова нешто што сега го слушам во моето срце,
Зошто Господи? И јас разбрав дека и јас сум заборавил на воскресението. Не дека не веруваш во воскресение, не дека нели верувам во Господи, значи не дека нешто се сменило во кредото, нели во символот на верата, ништо не се сменило, на папирус се останато исто. Ама јас активно и свесно во тој момент не сум си спомнувал на воскресението. На тоа дека Христос воскресна, и ако Христос воскресна од мртвите, не остана непријател кој не е победен и кој не е посрамен и кој не е за секогаш решен. И вака си викам, и почнам сам си. Христос воскресна. Христос воскресна. И има такви периоди низ нашиот живот, нели, кога ќе се среќаваме во вакви такви ситуации, верувам дека тоа е одговорот на молитвите на мнозина за мене. Верувам дека таквите моменти во вашиот живот се одговор на молитвата на мнозина за вас. Но Бог секогаш знае што е најдобро за нас и ние очекуваме избавување, спасување и одговор на ваков или на таков начин, но Божиот начин е секогаш најдобар. Зошто? Затоа што Бог многу ретко кога адресира симптоми или нешто што се случува на површината и абе да те дотерам тука, да те, знаеш, да личиш убаво. Бог не е примерно заинтересиран за да те дотера, за да бидеш представителен, као да кажеш дека Бог ме направи, ме суреди, мирен сум, добар сум. Бог не работи со анестезија, браќи и сестри. Не ме свати да погрешно, ама Бог не сака да нас не анестетизира, во смисла не смири сам. И ние да минеме како, не знам, низ овој живот и низ овој свет да живееме како фокус. Како да вегетираме просто. Бог секогаш доаѓа и знае што е суштински, знае што е проблемот кој е длабоко во нас и тоа го адресира. И затоа нас многу пати не ни прави тоа смисла. Така, зошто? Затоа што ние очекуваме нешто тука и некој тоа што ни измачува мислите тука, а Бог гледа длабоко во нас, во нашето срце, во нашето утроба, во нашиот дух и го решава тоа нешто. И тоа го прави неговото слово кое е поостро од меч со две острици кој навлегува длабоко до срцевината. И ќе ви кажам уште еден пример, ова ви да ве охрабрам да се молите за мене. Немојте да мислите дека се фалам ја тука да се молите за мене повеќе и за црквата во Велеси, за работата во Велеси, сите тие нешта. Ова е пред неколку месеци. Имавме проблемот кој ќе се пофалиш со нешто, после луѓе мислат дека ти така си ги правиш тие работи. И сега ќе се пофалам со Господа и со Бог тоа што направил преку некоја донација или нешто во црквата во Велес и луѓе викаат, тоа е покана за и направивме нешто за болницата во Велес. Само што се пофалив за тоа нешто, после пола сат ми звони телефонот. Добар ден, пастор Филип, некој отец Филип, да, кажете. Се јавуваме од болницата таа и таа, од едно 30 километри од Велес. Видовме што сте направиле за болницата во Велес, супер е тоа, знаеме дека правите така, многу пати сте правеле, секоја чест. Имаме и ние некоја потреба, ако сега вака да не звучи така да се наметнуваме, ами и нас ни треба нешто. Викам, добро, што ви треба? И јас нели као имаме ние се. А ние немаме ништо, ама имаме се. Апостол Павле вика. Значи немаме ништо, ама имаме се. И на луѓето од овој свет малку им е тешко тоа да го разберат. И што се случува? Вика, па имаме потреба, не знам, од постелнини, перници, душеци, таму не знам, тие нешта. Сега од приликот сме го правеле, тоа знам колку кошта, околу 30.000 денари. Викам, слушајте, ги немаме парите моментално, ама и тоа ми е одговорот за сите. Ја на никој човек не сум му рекол не. За било што. Рече, не сум му не рекол ни да. Сум му рекол, ќе се молам, ако Христос обезбеди, не откажувам. И викам, и нив му давам тој збор. Океј, немаме, ама ќе се молам, ако Христос обезбеди, не откажувам. Добро, не без притисок се до тоа. Викам, притисок, не му е притисок, не може. Мене притисок. И што се случува, се молиме од ваму, од таму стигнуваат средства, се купуваат тие ствари, ја полнам колата колку што може, натрени дзиркани прозирка, значи не можеш ни да седне друг, ја не можев да дишам колата што беше натрупана и возаме на 30-40 минути на кај болница што треба да ги доставувам, да ја доставам донацијата. По пат ме среќа полиција, ми гледа, вика, оче, пани нешто, но викам, да, каде, јас ајде, добро, се среќа, не треба ни возачка, ни ништо, а јас спремен се уредно така, повелете Господи, оче, ти ли, ајде, тера, добро, супер. И по пат имам пола сат за возење.
И знаете, секој пат ја сега да не ве соблазнам, ама ја не слушам музика за славање кола. Значи ја ретко кога слушам музика за славање, ама значи едноставно сакам да бидам умир. Неќум да ми трешти нешто, неќум да ми вика нешто и не ни се молев. Да не ве соблазнам, не дека нешто јас сега се молев или така, си возев. И веројатно сте го доживеале ова, ако не сте доживеале, се молам да го доживеете. Светиот Дух ме удира, ама ме удира онака, знаете, таму кај што треба да те удри. Во утробата и викам, че нешто има. Подобро да почнам да се молам. Ова е дека возам по тие кривините таму од Велесна кај Јасеново на кај болницата. И не знам што се случи, само знам дека ја добив поттик да му благодарам на Господ. Ама не беше тоа, Господе, фала ти нели за овој ден, фала ти за храната, фала ти за тоа нели како дечињата така. Туку ова беше малку подлабоко и оваа благодарност требаше да нешто реши во мене. Знаете, едно е кога ние чисто му благодариме на Господ, чисто кога се молиме, чисто си читаме Библија и таа навика е супер. Ама има моменти кога Светиот Дух доаѓа и кога тоа читање нема да биде само читање, туку ќе биде решавање на одредени нешта во твојот живот. Така, кога таа молитва нема да биде чисто нели тивко време со Господ, може да биде и гласно време со Господ, кога таа молитва треба нешто да реши во тебе. Тоа благодарење треба нешто да промени во тебе. Тоа, не знам, тој чекор на вера треба нешто да промени во тебе. Значи, за такви моменти станува збор. И почнувам, значи, на глас, среќа нели само во колата, полицијата ги поминав, нема више кај да ме запрат. Почнувам да викам и да плачам и да се радувам истовремено и фала на Господ че немаше сведоци како тоа изгледа. Буквално викав на сиот глас: Исусе, имам се, Господи. Исусе, ти си ми дал се, Господи. Ама едноставно со солзи, со викање, со плачење, не знам зошто. Значи не дека не ме разбере, не дека имам 200.000 евро у банка, имам, значи не, ама викам: Господи, ти си ми дал се, си се погрижил, мисли за се, Господи. Фала ти, слава ти, Господи. Значи не сакам ништо, Господи, не сакам ни да ми додадеш нешто, не барам нешто, едноставно фала ти, слава ти, Господи. Само се сеќам дека за едно нешто се молев и реков: Господи, само едно нешто барам од тебе. Не ми треба ни кола, ни куќа, ни пари, ни ништо, значи ништо не барам од тебе. Само те молам, Господи, никогаш да не дозволиш да го обеславам Твоето име. Амин. Едно, значи, у тој момент не може ништо друго ни да мислам, ни да барам, ни да сакам, ни да молам, ни да благодарам за било што друго. Реков: Господи, што и да правам, што и да се случува, што и да давам, што и да колку и луѓе да те кудат, да те псујат, да те фалат, да те слават, што и да се случува, Господи, едно нешто те молам: никогаш јас, свесно или несвесно, да не го обеславам Твоето име. Затоа што тоа, браќи и сестри, највредно. Што ако го придобивам целиот свет, ако донесам срам или ако го обеславам името на Христос? Што фајде од тоа? И како и да е минува и викам: не, фала ти, Господи, не знам зошто беше ова, не знам како беше тоа, ама знам дека тоа нешто во мене преврти нешто во мене. Ми се превртеа цревата и тоа е многу библиски термин, ако не знаете. Кога секој пат Новиот Завет ќе што зборува дека Исус се смилостиви на некој или Исус се сожали на некој, терминот кој се користи на Исус му се превртеа цревата, па ја пружи раката, ги исцели луѓето, ги нахрани луѓето. Значи зборот за сочувство, сострадание, сомилост е всушност му се превртеа цревата, па направи нешто. И знам дека нешто во мене се преврти. Стигнувам во болницата, нели ме пречекува таму како друже Тито на времето, со сите почести, со сето тоа, се многу убаво поминуваме, сакаат Библии, сакаат да се сликаме со Библиите, муавети, ама како толку бргу оче, како бидна работа, викам: ја ви кажав ќе се молам за како бидна работа. И сега и викам: ама ете што ми треба. Тоа е некој пат чути си Филип Трајси, алелуја и беге да те нема. Ја викам: слушајте, викам, знам дека дека не е решена болница, а не е решена. Викам: да не ви треба уште нешто. И ја додека го кажувам, да сикам: што? Сега знаеш како, сега ќе треба пак да веруваш, пак да се до тоа. И вика: па сега ние не сакавме, ама чим не праша. И вика: сега ни треба ваква апаратура, таква апаратура. И викам: добро, да, јас запишувам сега што им треба. И викам: слушајте, па ќе ви кажам, немаме ништо, значи ќе ви отворам, не како кажам, не е тајна сметка на црква, ќе ви отворам, види колку пари има, значи не те лажам. И викам: немаме стварно, ама ја знаете, ќе се молам, ќе даде Господ.
И правам списоков и сега приликот и веќе сме и купувале за други места. Знам нека, не знам, концентратор за киселот е толку пари, ова е толку пари, уште нешто поснелнина и знам нека 100.000 денари горе-доле. Сега не се нешто вау, па дај 100.000 ако ги имаш. И викам, окей, тоа е тоа, ќе се молам. Тргнувам назад по патот, радосен, така благодарен, викам, Господи, еве, ги чунивните, го гледаш она списоков, тоа е тоа, Господи, ако сакаш, ако благоволиш, направи го тоа, Господи. И се јавувам на жената од црквата, што преку нејзе ги зимавме овие постелнини, перници, чуда. И викам, тетка Мица, викам, супер се погодени, се прерадосни се, сестри викаат, Жан Митрев ќе направи болница со овие. Значи вика, супер тоа, викам, да знаеш, ќе треба уште 30-тина, ама викам, оти немаме пари, кога ќе имаме пари, ќе тоа. И тетка Мица, сестра од црква, вика, пасторе, па вика, ако Господ сака, и денес може тоа да биде. И па нешто ме чепна. И викам, амин, нека биде. Возам по патов, титка телефон, стигнуваат пораки, чуда, ваа тоа, или не можам возам. И стигнувам во Велес во црквата и викам, чекај да видам кој пораки, кој звонеше. И ако сакате после ќе го покажам, за да ја му пуштам телефонот. Ова е за Божик, декември месец, крајот на декември беше. Стигнувам во Велес и гледам црквата и отворам порако да е брат од тука. Мислам од тука, не од црква, ама тука, од Македонија. И ми пише, вика, ми пратил принт скрин од електронски налог тоа. И вика, ја немав објавено за болница, ништо, никој не знаеше, значи ништо не се знаеше за тоа. Ми вика, пасторе, вика, една донација, вика, за Божик, вика, може би за некоја болница. Прашалник и налогот на 100.000 денари. И вака гледам панаки неговото и викам, Господи, луѓе викаат дека немаш смисла за хумор, ама ја мислам дека има многу голема смисла за хумор. И Бог се погрижи вака. Не секој пат се случуваат така нештата, ама не ми беше поентата, не се работи јас се 100.000 дали се 100 денари. Туку дека нешто во мене требаше да се реши, за Бог да можеше да ги реши сите тие други нешта. Дека јас требаше нешто да разберам, дека јас требаше нешто да во мене требаше нешто да се преврати, да се смени, за после Бог вака да ги реши сите околности, сите ситуации кои беа надвор од мене. И затоа кога доаѓаме во црква, ова е многу долг вовет, ама кога доаѓаме во црква и кога влегуваме во црква и кога едноставно кога му се предаваме на Господ, кога читаме, кога се молиме, кога даруваме, кога се што правиме, значи нашите очи да ги впериме кон Христос и кон оно што Христос го прави во нас. А резултатите, плодовите, околностите и сите тие нешта едноставно тие се надвор од моја контрола, тие се надвор од моја јурисдикција, надлежност, едноставно тие нешта му ги препуштам на Христос. Но тоа што јас можам да го направам е да му допуштам на Христос да го направи своето дело во мене. Оти на Христос, знаете кој му е главниот проблем од целата вселена? Јас. Не е ни тој, ни овој, ни комшијата, ни владата, ни не знам, масони, значи јас сум најголемиот проблем. А зошто ако дозволам тој да работи во мене, тогаш без разлика што работат сите други, добро или зло, едноставно веќе не зависи од нив. Зависи од Христос во мене, надежта на славата, како што вели апостол Павле. И затоа во таа насока да ги насочиме мислите, во таа насока да ги насочиме срцата, што е тоа што Бог сака да направи во мене, во мојот дом, во моето семејство, во мојата црква, што е тоа што Бог го прави во нас. А тоа што ќе се случува надвор и како тоа ќе се манифестира и отелотворува понатаму, тоа е едноставно Божја работа и наше е само да се радуваме, да благодариме, да се веселиме во тие нешта. Кога веќе тие се во Божји раце. Утрово сакам да прочитам совоз од Дела на апостолите, 11-та глава, за една црква која е една од петте столба на раното христијанство, црквата во Антиох, една од најстарите цркви. И како таа црква започна и како таа црква функционираше и како таа црква се движеше. Знаете зошто? Црквите во Македонија, зборам за евангелска црква, па еве и локална евангелска црква, не е толку стара, нема толку голема историја, но има одредени моменти што ако се постават како темели, ако се постават како клучни, црквата ќе расте, ќе напредува и ќе го постигне се до тоа што Бог сака да го постигне преку неа. Дела на апостолите, 11 глава, 19 стих, па надолу. Вели вака:
оние што се беа распрснале поради гонењето до кое дојде по убиството на Стефан, стигнаа се до Феникија, Кипар и Антиохија. И никому не го проповедаа словото освен на јудејците. А некои од нив пак, кипрани и киринејци, штом пристигнаа во Антиохија, почнаа да им проповедуваат и на елините или незнабожците, навестувајќи го Евангелието на Господа Исуса. И раката Господова беше со нив, так голем број луѓе поверуваа и се обратија кон Господа. Веста за тоа дојде до ушите на црквата Ерусалимска и тогаш го испратија Варнава да оди во Антиохија. А тој кога пристигна ја виде благодата Господова, се зарадува и ги бодреше сите да пребиваат во Господ со непоколебливо срце. Тој беше добар човек, исполнет со Духот Свети и вера. И значително мноштво на луѓе се припоија кон Господа. Потоа Варнава тргна за Тарс да го бара Савле. Откако го најде, го доведе во Антиохија и цела година тие се собираа во црквата и поучуваа големо мноштво луѓе. Во Антиохија за прв пат ги нарекоа учениците христијани. А во тоа време слегоа од Ерусалим во Антиохија некои пророци. И еден од нив по име Агав предскажа преку Духот дека по целата вселена ќе настане голем глад. И токму таква голема глад настана во времето на царот Клавдиј. Тогаш учениците решија секој колку што има да испрати за подкрепа на браќата што живееа во Јудеа. Тоа го направија така што го пратија собраното до старешините преку Варнава и Савле. Амин. Ова е Словото Божие за тоа како започнува црквата во Антиохија. И сега, знаете, Господ сака да прави некои нешта, без разлика дали се индивидуално за нас, или за група на луѓе, или за црква, или за што и да е, ние секој пат имаме план, програма, така. Знам дека пастор Живко не е тука, како гледа. Значи, он си е човек на план, на програма, на тимови, на така. И тоа е супер, така треба да функционира се што функционира. Треба да се има секој организам не е организација, ама има организација во секој организам. Така да црквата не е просто организација, ама мора да има организација. Сето тоа е супер. Така, и ние сакаме нешта кои се предвидливи, мерливи, чекор А, чекор Б, чекор С, 1, 2, 3, нели, такви нешта. И сега, сето тоа е супер, ама Господ се плашам дека многу пати има и различни методи за тие нешта. Ние би сакале се да е предвидливо, се да е така, се да си е делегирано, па овој тоа прави, тој тоа прави, супер за тоа. Ама Господ не секој пат ги има тие методи. Зошто? Затоа што ние не секој пат сме доволно смели и храбри да го направиме тоа што Бог сака да го направиме. Ќе го повторам ова. Господ не секогаш користи пријатни методи и лагодни методи за нашиот живот. Зошто? Затоа што ние не секогаш сме спремни на радикален чекор на вера и да го направиме тоа што Бог не повикува да го направиме. И затоа Господ, како секој добар татко, што прави? Не грабнува и не фрла. Така. Значи има различни методи на воспитување. Генерално методите на татковците, нели, го учиш детето да плива, така. Ама страф ми, ама тато, ама не може на тоа. Додека така, браво, не дека не го сакаш детето, не дека стварно нешто ќе му биде на детето, ама детето, ако чекаш на детето, скоро никогаш, зависи се од дете, генерализирам, ама ме разбирате, скоро никогаш нема да го направи тој скок сам. Така. Толку колку повеќе чека, толку повеќе стравот во него функционира и действува и толку повеќе се оддалечува од смелоста и храброста да го направи тој чекор и да рипне во водата, така. Затоа, нели са татко да те молам, ајде сина, ама не се кирам, јас сум тука. Тој момент не слуша детето што дека тато е тука, мама е тука да го тепа тато ако нешто се случи, значи се е обезбедено, така. Плитко е до колена, ама во тој момент детето не слуша заради стравот. И затоа, како секој добар татко, го грабнуваш, го шлапнуваш у вода, ќе гатне една гатка, две води, ама еднаш за секогаш го решило стравот од вода, така? Следното нешто, следната сцена што е? Мамо, види ме, риба, така? Стравот е надминат. И сега Бог, како добар татко, многу пати тоа го прави за нас. Он ти вика, бе, не се секире, јас сум со тебе, јас сум тука за тебе, нема да дозволам нешто да ти се случи, само верувај ми, ајде, те чекам, јас сум тука, и ти не, страф ми, ама не можам, не, така, и на крајот, како добар отец, не грабнува и не фрла во длабокото. Длабоко, духовно, символички, не разберете погрешно. И тоа го прави, затоа што не сака. И христијаните во Ерусалим им се случи баш тоа со прогонството во Ерусалим.
Христос им даде заповед јасна и гласна. Уште беше, нели, на земјата пред да се вознесе, одете, проповедете го евангелието до крајот на светот, почнувајќи од Ерусалим, Јудеа, Самарија, до краиштата на земјата, така? Им го кажа вака, лице во лице, појасно не можеше да биде. Првите 10 години, тоа што го читаме од Светото писмо, 10 години мрдна едва и малку од Ерусалим надвор. И толку беше. Кај беше Јудеа, Самарија, до краиштата на земјата, кај беше тоа? И Господ вика, добро, ве сакам, ама го сакам и тоа што вие треба да го направите. Го сакам и вашиот потенцијал. Го сакам тоа што вие треба да го направите за мене. Затоа вика, ќе допушти прогонство. И допушти Бог прогонство, започна прогонството во Ерусалим, го убија Стефан и читаме сега тука дека кога го убија Стефан и кога се распрснаа христијаните, дека дел од тие што се беа распрснале заради тоа гонење, заради тоа прогонство, вика дојдоа до Феникија, до Кипар, до Антиохија. Така, ова не беше мисиски повик, брат Маријан, ќе сакаш ли да дојдеш со нас во Африка следно одење? Така. Туку е брат Маријан, ќе бегаш за Африка, оти нема на кое друго место да одиш. Така, има разлика. Ама која е поентата? Он треба да стигне во Африка и да го проповеда евангелието. Овие требаше да стигнат во Антиохија и да го проповедат евангелието. Вака или така стигнаа. Вака или така јас и ти ќе стигнеме. Нема да биде лагодно, ама знајте дека тоа е дел од Божиот план. И стигнаа таму и од почеток затоа што беа толку исплашени, оти вика не гонат ваму, са кој знае што не чека ваму, па ако почнеме така отворено јавно да проповедаме, кој знае што ќе ни се случи. Затоа вика од почетокот проповедава само на јудејците, така шушу, да вика Христос воскресна, така. Христос воскресна. Така нема мисли дека ова било дошле 500 души од Ерусалим и Антиох се обратил целиот најаднаш. Не, вика заради страх од јудејците превентивко така. Сега па имаше некои што беа незнабожци, што не беа јудејци, не беа евреи по потекло, па они се дружеле, излегувале, нели, на места кај што не биле и евреи исто така, уз муавет, вака или така, почнале да им споделуваат и на тие што беа неевреи. И гледате што пишува. И раката Господова беше со нив. Ако мислам дека минатиот пат тука проповедал за Јосиф, така од Стариот Завет. Секој пат кој ќе завршеше у затвор, наместен, предаден, продаден, така, после секој извештај за зло што му се случуваше на Јосиф, знаете што пишува? Земете чите, Битие. И Господ беше со него. И си кажеш, ако ова значи Господ да е со мене, не знам, изгледам, многу е со мене, че вака ми се случува. Така, но после секој извештај за зло или за терор или за било што, за напад, за прогонство кој се извршува врз Божиот народ, дали е поединец или мноштво, не знае, пишува и Господ беше со нив. И Божјата рака беше со нив. И браќи и сестри, ние или овој свет, тоа ни го има испрано мозокот да мислиме да го поистоветуваме Божјата рака со лагодни нешта. Божјата рака со се да ни оди како што ние сме замислили дека ќе одиме. Додека Божјата рака значи дека Тој е со нас, Тој не држи, Тој го управува нашиот живот, Тој не води, Тој не заштитува, Тој не пази. Сега не пази секогаш да ни биде лагодно. Зошто? За наше добро, пак ќе кажам. И стигнаа до таму, почнаа да споделуваат. И ја можам да замислам од почеток срамежливо, стравливо и како и да е, како гледаат дека луѓе се обраќаат и си кажат, абе, Господ е со нас, знаеш, исто како што беше во Ерусалим. Абе, и за овие било спасението. Гледај што се случува. И црквата таму започнува буквално така. Распрснати бегалци. Значи, буквално бегалци луѓе почнуваат да проповедаат и почнуваат луѓе да се спасуваат. Си кажа, чекај сега, ти немаш надеж, тебе ти одземана надежта, домот, семејството, што и да е, тебе ти одземано и ти проповедаш радосна вест. Како тоа изгледа? Еве како изгледа тоа. Сега чекај се, ти бегаш од таму, немаш ништо, а лиштава што се на тебе, едвај, и сега ти ќе ми кажеш за надеж. Знаеш, такви беа првите христијани. И интересно, нели читаме тука дека христијаните прв пат беа наречени христијани токму во Антиохија. Дека тука нашето име, нели христијани, еве од кај потекнува. Од Антиохија. Зошто? Затоа што беа тие група на луѓе, црква на луѓе, собрание на луѓе кои веруваа во Господ и чекореа со Господ без разлика на нивните околности, без разлика што им се случило претходно.
Немаше и чекав да си дојдам на себе да земам здив, знаеш, малце да се најдам, па малце одморче, па малце вака така. Не, значи беа фрлени во тоа нешто и Бог правеше чуда преку нив. Вели, веста за тоа нешто дојде до ушите на црквата во Иерусалим. Замислете колку одекнало тоа што се случува во Антиохија. Видете картата кај Антиохија, каде е Иерусалим. Толку нешто Бог моќно почнал преку оваа група на бегалци, немало апостоли помеѓу нив, немало евангелизатори, немало учители, немало пастори, значи обични луѓе. Не дека вие не се обични, ама нормални луѓе кои го споделува евангелието со други. И вика тогаш кога црквата во Иерусалим чу, го испрати Варнава да оди во Антиохија. Варнава за мене е еден од неопеаните херои на верата. Посебно, нели, за тоа што го направи. Не читаме за Варнава и, нели, апостол Павле си е, па Сила, па вамо, па таму и Варнава е така. А неговиот живот имал таков импакт и такво влијание на црквата во Иерусалим и црквата во Антиохија и на животот на Павле, што ние верувате дека се што Павле потоа бил и се што Павле потоа правил, дека ние му го должиме на Варнава. И дека Павле му го должи на Варнава, па после и ние. Зошто? Затоа што Варнава беше човек со срце за Господ. Не пишува дека Варнава имаше дарови на исцеление, дарови на пророштво, не пишува дека Варнава, не знам, вика, туку беше човек, добар човек. Прво нешто што ни се кажува за Варнава, вика, беше добар човек. Браќи и сестри, денеска во денешниот свет, вистинско чудо е да најдеш добар човек. И јас се сеќавам покоен пастор Мирче, кога проповедаше на моето ракополагање, изборуваше нели за зборот епископ и за презвитер и што значи се на грчки вака така. Вика на крајот на денот, вика, нели, ептен етимолошки кога гледаш до коренот на зборот, вика ако некој сака да биде епископ, да биде надгледник, да биде треба да е човек. И вика, тоа ме вика, кога ќе излезам надвор низ Велес да прошетам, вика, прашам за Филип, кој е Филип, што прави Филип? Треба да рече, не знаеме многу, не разбираме тоа нешто проповеда, ама е човек. Знаеш, и тоа за секогаш и фала на Господа што се врежа моето срце, дека прво и основно што Бог бара од нас да бидеш добар човек. Затоа што ако не си добар човек, ти може да ги имаш сите дарови на овој свет и сите пророштва и сите јазици и сите чудотворни сили и што и да имаш, сето тоа е залудно. Ама кога човек ќе те види дека стои човек пред него, човек со интегритет, човек што е стабилен, човек што може да се потпе, човек што е таму, добар човек едноставно. И верувајте ми, тоа е, мислам дека поголемо чудо во денешниот свет, доколку на некој да му се отворат очи и рече, да, тоа се дешава така, се случи, спонтано исцеление. Ништо ти ја знам, така. Ама за да бидеш добар човек треба многу поише од, нели вака, лесно е Господ некој му отвори очите, така, биди исцелен, толку, така. Ама биди добар човек да те види. Денеска и утре на работа, и со колеги, и со комши, и со фамилија, и со роднини, и со пријатели. Биди добар човек да ти видам 10, 15, 20, 30 години. Тоа е чудо. Така, во овој свет како што е овој. И Варнава беше добар човек кој беше исполнет со Светиот Дух и со вера. Дека во Варнава неговото име значи син на утехата. Дека имаше присуство Божјо што Духот Свети кој живееше во него, имаше такво помазание, такво присуство, што не беше само добар човек, туку тој носеше утеха. Носеше утеха и овој свет и ден денеска, браќи и сестри, е гладен за утеха. Ако јас и ти, ако Светиот Дух, утешителот живее во нас, верувајте ми дека голем дел од нашата служба, нели во наводници, дека голем дел од нашиот живот ќе биде да донесеме утеха во животите на луѓето. Да донесеме надприродна утеха во нивните животи. И замисли на тој кој му треба утеха, он носи утеха. И како што вели апостол Павле подоцна, утехата со која Бог нас не утеши самите, сега ние утешуваме други. И тоа Бог го прави ден денешен. Варнава беше синот на утехата. Ако ви текнува првот неговото име, таму во Дела на апостолите 2 глава. Така, имаше еден човек по име Варнава, кој го продаде својот имот и го донесе пред нозете на апостолите. И он е издвоен. Имало други луѓе кои го правеле тоа истото, но Варнава е издвоен.
Следно нешто читаме за овој извештај, кај што викаа добро, кој ќе оди кај оваа незнабожци во Антиохија да ги управи, да ги нели стави колосек, да им даде основи на верувањето и се за тоа. Варнава вика јас ќе одам. И оди Варнава таму и гледа Господовите овци, Господовото стадо и го собира неговото стадо, ги собира луѓето, ги утешува луѓето. Едноставно луѓето во него го гледаат христоликиот карактер, гледаат дека е добар човек, гледаат дека е исполнет со Светиот Дух и дека е исполнет со вера. Варнава се зарадува и ги бодреше сите да пребиваат во Господа со непоколебливо срце. Варнава се радуваше на тоа што го виде во другите. Варнава не се чувствуваше загрозен од нивниот напредок, од нивниот благослов, од тоа што Бог го прави во нив. Не беше, и без мене сте можеле. Така, и без овие Иерусалим апостолите можело луѓе да се спасуваат. Како така? Не сме, седи ја да ти кажам сега како. Вика Варнава со татковско срце. Само татковско срце, родителско срце, ајде, джендер неутрално. Така, родителско срце се радува на тоа нешто. Да види дека неговите деца, како што вели апостол Јован, се радувам затоа што моите деца чекорат во вистината. Да го видиш тоа речеш, се радувам за луѓе. Така. Ама знаеш, и тоа ја не сум многу луѓе сега, фалам на Господ, ама у минатото сум го имал тоа. Така, се радувам просто на некој човек, се обратив, дошол кај Господ, уште животот му е, нели, како што му е, ама алелуја, човекот се сретнал со Христос. Ама пасторе, знаеш, он треба вака и така. Ама пасторе, знаеш, она треба вака и така. Ама пасторе, знаеш, воа тоа. Абе, викам, знам, ја не знам, ти знаеш, така. Ама треба да му кажеш, ама треба да му забраниш, ама треба да му наложиш, ама треба, викам, ништо не треба. Ништо не треба. Треба да се радуваме за овој грешник, за овој човек што дошол кај Христос, зошто ти целото небо се радува. Така вели Христос. Кога еден грешник се кај дека целото небо, сите ангели небесни се радуваат. И сега замисли, ангелите небесни се радуваат, не паничат, ама Господи, да пратиш уште еден да го пази, ти знаеме сега ќе има искушенија, да прати сега уште еден ангел ти, знаеш, ќе го нападне од ваму, се радуваат, така, се радуваат за тоа што Бог го прави за спасението кое е дошло во животот на тој човек преку Христос. И наше, браќи и сестри, прво и основно заповед и должност и обврска и служба, како сакате сватете си од тоа, да се радувате. Ама Филип, ти не знаеш што ми се случи. Па и ти не знаеш мене што ми се случи, сега што? Ќе се споредуеме на кој колку му е потешко или кој колку не може или кој колку кредитот колку должи или што ќе правиме за тоа? Е бесполезно, бесплодно е тоа нешто. Ама знаете што не е бесплодно? Радоста не е бесплодно. Знаете што не е бесплодно? Радувањето не е бесплодно. Абе брат, ама вака и така, и сега што? Ајде ќе земам и двајцата ќе у депресија, ќе се јачаме. Леле брат, колку ти е тешко. И он не. Леле брат, колку ти е тешко. Леле, слава, тешко, јадни ни. Има ли Господ? Така. И тоа све си се бил на тоа, си се храни тоа нешто. Или иде некој, не знам со кој беше ова, од кај нас од црква, се надевам не од овие тројца. Мислам дека не од овие тројца. Иде вика брат, многу ми е тешко, не знам вака така. Викам, браво бе брат, супер, алелуја за тебе. И вака ме гледа, он мисли како сведоштво. Ама знаеш колку ми е тешко. Супер бе брат, јас се радувам за тебе. не беа вие, сега ми текна кој беше. Викам, се радувам за тебе. Како бе брат се радуваш? Сакам ја да се овезам да се радуваш за мене. Како бе се радуваш? Се радувам за тебе. Зошто? Затоа што сега ти си у позиција да видиш како Бог прави чуда. Затоа што сега ти си на место кај што ќе видиш Божјата рака на дело. И вика, како бе брат? Па викам, сега ќе видиш. Јас се радувам за тебе. Знаеш ли колку ми е тешко? Не знам. Не ни сакам да знам. Ама знам дека можам да се радувам за тебе. Зошто? Затоа што Христос воскресна. Дека нема да те остави така, дека нема. И ама кога брат? Не знам и тоа. Ама ќе биде јак тајминг. Така, ама како бе брат? Не знам и тоа. Ама ќе биде јако сценарио. Така, се радувам за тебе. Ама не знаеш Филип, абе не знам. Ме разбирате? Ама наша должност, заповед, повторена каталјарда пати, радувајте се и пак ќе кажам, радувајте се. Зошто? Затоа што тоа е нашата сила. Тоа е нашата сила која не движи напред и која не чува во Христос. Дека без разлика на се, значи има вакви моменти, такви моменти, сите сме поминали и ќе минуваме низ такви моменти. Ама Светиот Дух во нас
прави да се радуваме за тоа што се случува во нас, околу нас, за луѓето. И мене не ми е мило што он мине низ тоа нешто, ама јас се радувам за него. Така, зошто? Затоа што знам дека од тоа нешто ќе излезе и посилен, и подсврсти, и поверен, и во поголема длабочина интимност со Господа, и ќе излезе подобро. И еден ден ќе му благодари на Господ. Сега не му е дојдено до тоа, ама радувајте се во Господ. И Барнава беше таков човек да се радуваше и во другите, и за себе, ако беа избеглици, прогонети, Бог правеше нешто таму. Бог действуваше помеѓу нив. И кога Варнава дојде и се зарадува на тоа, вика, браќе, веглја, се радувам за вас, останете во Господ, пребивајте во Господа со непоколебливо срце. Значи, Варнава ги утешуваше, ги храбреше, не викаше, браќа, абе, знам, тешко ви и са. За нас тоа е, нели, сожалувањето. Ама вистинското сочувство и вистинското сострадание, вистинската утеха ти викаат, стани, крени се, Господ е со тебе и терај напред. Оти ние многу живееме во време кај што за жал сакаме и чекаме и ја поистоветуваме грижата и љубовта со скокоткање на ушите. И со тоа, абе брат, извини, знам, седи, ајде така. Ја не викам дека нема време кај што човек треба да се стиши и се до тоа нешто. Ама не можеш многу време да поминеш таму. Не можеш многу време да поминеш во таа состојба, зошто? Почна ти се свиѓа таа состојба. Сега минатаа недела зборев кај нас за тоа. Па убаво ти е кога сите ти пружаат внимание, така. Убаво е кога сите така врз тебе се, сите те гушкаат, сите тоа. Кога сите грижа, љубов, ти се јавуваат, ти се додадеш. Тоа е супер. Ама тоа си е сезона и си има свое време. Иде момент кога Господ намерно ќе направи, ќе допушти никој да не ти се јави. Господе, каде е да не ми се јави? И пасторот нема да ти се јави. Мора да заборел на мене да се. И сите ќе забораат на тебе, не само што ќе забораат, него и ќе се свртат против тебе. И ќе се најдеш во ситуација кај што ќе треба, како што вели за Давид, Стариот Завет, вика Давид, сите се свртеа, сака го каменуваат, жени, деца, се му несоа во робство, вика и Давид плаче, вика колку што не може веќе да плаче. Значи 600 души мажи рика и вика додека више немаа сила да плаче. И на крај му се свртеа на Давид. И Давид наместо рече, ете, сега сакате и да ме убиете, сега јас сум ви крив, така, ако јас жртва за вас. Така, наместо тоа да го направи Давид, вика, Давид се охрабри себе си во Господа. И тоа е една вештина, уметност, знаење, дар, како сакате да наречете го, што ако човек го стекне во животот по милост и благодата Господови, не ти треба ништо друго. Вика, се охрабри себе во Господа. И другите ги охрабри, и другите ги утеши и сврти и отидоа, вика, добро луѓе, добро, плачевме што плачеме. Сега станујте да си ги вратиме жените и децата. Така и за нашите животи, браќи и сестри. Има време, ќе плачеш, ќе тажиш, ќе се сожалуваш, ќе кенкаш, ќе кукаш, ќе што и да правиш, и ќе дое момент кој ќе треба да станеш. И кој ќе треба одново да се бориш за тоа што ти е украдено, за тоа што ти е одземено, за тоа што ти е повредено, ќе треба одново да се бориш. А силата за тоа нешто е радоста Господова. И Варнава го направи тоа нешто, едноставно не со веројатно со зборови, ама едноставно како што човек беше, им вгради на луѓето, тоа значи помазание. Едноставно ти го носиш тоа и ти дали зборува, не зборува, ги заразува луѓето тоа нешто. И Варнава беше таков човек што ги зарази луѓето и со храброст, и со утеха, и со вера, и со добрина, и со Дух Свети. И на крај знаете што вика, чекај, а ја чув за еден Савле, ги прогонувал, па сега се изолирал таму 2-3 години у Арабија, таму бега. Абе, дај да го земам детево под крило. Така, не бил дете, ама па бил помлад од Варнава. И Варнава оди го наоѓа Савле. Значи ние апостол Павле што го знаеме, сега почнува тоа ние да се менува и да се осознајува и да се осознава, пардон, како апостол Павле. Вика, ќе го земам него. Сите го избегнувале, сите се држале на страна, сите, сегаш па и Павле, и Савле сам се држал на страна. Така. И оди Варнава го зима и вика, абе, дојди тука. Ама ја не, абе, дојди тука, кога ти викам да. Ама ја не сакам, абе, седи тука, кај ќе одиш, тоа велешки малце. Велес некој, абе, знаеш, ја не сум, абе, седи, кај ќе одиш. И не му даш на некој да замине се дека не се смени човекот, така. Не се смени мислите. Тажен бил, депресивен, вака, седи тука, ама не ќе одам, ама каде ќе одиш, седи тука. И Савле го зима, Варнава го зима Савле под крило така.
И вика, цела година се собираа во црквата, поучуваа големо мноштво на луѓе. Еве ги почетоците на апостол Павле. И вика, во Антиохија за прв пат ги нарекува луѓе учениците христијани. До тогаш, нели, секташи, нововерци, следбеници на патот, вакви, такви. Вика, чекај, вие цело време за Христос зборуваат, за Христос живеат, за Христос прават, за Христос... Кои се овие? Вие христијани, така. Друг да ти даде име, шубаво така. Друг да ти даде прекар, ваков прекар, значи вие христијани. Така. Значи, како можат само за тој Христос? Аман веќе, така. Само за него прават. Аман од овие христијани, така. И вика, фала, супер. Така. Тоа убава титула, значи, денеска си ја носиме таа титула. И црквата расте, напредува и така натаму и така натаму. И сето ова за да дојде до еден момент. Црквата до Иерусалим, во Иерусалим имало, нели, апостоли, пророци, секакви служби и служители. И вика, во тоа време, значи во времето кога Варнава го зима Савле, проповедаат, се собираат во црквата, Бог придодава луѓе на тие што се спасуваат, чудеси се дешаваат. Вика, во тоа време слегува од Иерусалим во Антиохија некои пророци. И еден од нив, по име Агав, предскажа преку духот дека по целата вселена ќе настане голем глад. И токму таков глад настана во времето на царот Клавдий. Ова отиот после извештува, кажува и кога се случил гладот. Доаѓаат пророци, што значи ги немаше сите служби во Антиохија. Имаше проповедници, учители, Варнава, таму действуваше, делуваше неговото помазание, неговата, како кажем, едноставно кој беше тој. И доаѓаат пророци сега у црква. И нормално служат, се молат, прават што прават. И овие пророци кои дошле од Иерусалим во Антиохија, помеѓу нив има еден пророк по име Агав. Агав го среќаваме и подоцна во дела на апостолите. Агав, имал пророчка служба, ама не било баш пријатно. Знаете зошто? Оти Агав, барем од тие две нешта што ги гледаме тука дека ги пророкува, еднаш пророкува глад, што се обистинил, и после тоа му пророкува на апостол Павле окови и смрт. И сега шува, кој сака да биде пророк? Сакаш да бидеш пророк? Така, сакаш? Буј румеве, ќе им кажеш на луѓето вака пријатни убави работи. Агав пророкот им вика, слушајте, Духот Божи ми открива, Духот Божи ми зборува дека по целата вселена, односно целиот, нели, тогаш Римска империја, познат свет, вика, ќе настане голем глад. И сега како реагираш на таква вест? Ти си бегалец, нели, избеглица, мигранци, немаш ништо твое, си почнува црква, се утешуете, почнуваат нешта да се движат, таман здивнуеш, си кажеш, добро е, Господе, добро е. Не сме сега дома, не изгонија, не сме распрснати сме по цел свет, ама се снајдовме, така. Господ се погрижи, не благослови, луѓе се спасуваат, Варнава не теши, еве го и овој Савле, надежен, млад, ќе го биде, така. Тргнува животот на црква, се придодаваат луѓе, идат пророци, сикаат сега пророци ќе пророкуваат, браќа и сестри, оваа црква ќе биде историска црква, ќе напредува, ќе имам илјадници, стотици илјади луѓе, ќе испраќа од тука апостоли, ќе бидете познати до крајот на векот, нели, ќе прераснат патријаршија, нели, и така натаму, пророци, така, да се охребат, визија малце, да се кренат луѓето, така. Иде Агав пророкот, вика, се молат сите што се молат, прават што прават, и вика, другари, браќи и сестри, Светиот Дух ми зборува. И, да, шо, како, охрабри не, брате, да. Светиот Дух ми зборува дека по цел свет, по цела вселена ќе настане голем глад. Оноа има да голем глад, значи глад од кој се умира. Значи нема храна воопшто, не касни или не здрава храна, значи нема храна, нема ништо за јадење. Вакви времења идат. Ќе дојде време тоа. И си овие вака се гледа, браво. Фала ти, брат. Фала ти за овата нешто. Фала многу за оваа радосна вест, со која не охрабри, за оваа дојде од Иерусалим, да ни кажеш, да ја окуражиш црквата, да ја охрабриш црквата, така. Се смелост да внесеш црквата, браќи и сестри, глад иде. Така, не го пророкувам ја ова, да не сум
трк сега недела не работат маркети да помни. Зошто го кажам ова? Еве, зошто е важно тоа што Бог го направил претходно во нас и што е вградено во нас и на што сме били изложени, зборувам во црква, и какво помазание и какво што действувало во нас претходно. Пророкот вика ќе има глад. И гледате го првиот одговор, онаа рефлексивен одговор на црквата во Антиох. Вика тогаш учениците решија. Учениците, не рече пасторот, ајде браќи и сестри да собереме доброволен прилог за Африка. Така. Па ајде, пасторот, па да покаже слики, па да ги мотивира луѓето, така. Нема ништо погрешно во тоа, ама вика тогаш учениците решија секој колку што има да испрати за подкрепа на браќата што живееја во Јудеја. Пророштвото не беше ќе има глад во Јудеја, пратете помош да бидат спремни. Така, пророштвото беше ќе има глад по целата вселена, како што или по целиот населен свет во тоа време. И овие христијани, овие ученици не викаат да тркнеме до вера да наполниме подрумот со јадење. Зејтин, за што се тепа луѓе во време корона, брашно, за квасец се тепа. Така, дај да наполниме да направиме. Оти, ти не само идеја, и кај нив ќе биде глад, секде ќе биде глад. Прво нешто што вие направија, вика решија учениците секој колку што има да испрати прилог, да испрати помош за црквата во Јудеја. И ја, браќи и сестри, го читам ова и си викам, во истиот ли Христос сум поверувал јас како и овие луѓе? Истиот ли Дух Свети живее во мене што живеел во овие луѓе, да си кажеш некој пат така си се само од себе си, това добро Господе, до кога? До кога ќе се лигавам, до кога ќе се грижам, до кога ќе паничам, до кога ќе стравам. Глеги луѓе иде пророк, пророк, вистински пророк иде. И им вика настапува глад и они кажат, браќа, ќе има глад насекаде по светот, собирајте пари и да пратиме на други. И се по денешни стандарди, денешен мајндсет за било кој човек, така. Ова е чиста лудост. Лудило. Ти кад ќе има глад и ти веруваш дека ќе има глад, ама не правиш ти нешто првен за себе и за твоите и за твојата црква и за тоа, викаш дај да направиме нешто за тие во Јудеја. Дај да направиме, оттаму ни го пратија Варнава, оттаму ни ги пратија пророците, оттаму почна оваа црква, дајте да направиме да им вратиме нешто на тие. Гледате ли што значи добар човек? Исполнет со Свети Дух и вера. Дека не мисли првен за себе како он ќе помини, што он ќе направи, како неговите, како они да се снајдат првен, тука чекај. Ние тука дојдовме од Ерусалим, од Јудеја, така. Господ се погрижи ли за нас тука, се погрижи. Господ не благослови ли, не благослови. Ќе биде ли со нас Господ, ќе биде. Па тогаш да не паничиме ние, туку дај да видиме како можеме да благословиме други. И браќи и сестри, со ова сакам да ве оставам. Ако радоста Господова, ако Духот Божи се всели во нас, и ако Духот Божи ги води нашите мисли и нашите срца и не обликува, значи ова нешто не бидна вака преку ноќ. Тие беа обликувани, нивните срца беа обликувани, нивните мисли беа обликувани. Да кога ќе дојде момент, ти без да мислиш, без да калкулираш, без да правиш нешто, викаш, окей, има глад, дај да собереме прилог да пратиме негде. Зошто? Затоа што со таков чекор на вера, правејќи го тоа нешто, тие си обезбедуваат, не обезбедуваат само за други, обезбедуваат и за себе. Зошто? Зарем Господ може да остане равнодушен, он никогаш не може да остане равнодушен, ама дали може да остане равнодушен на ваква вера, на вакво нешто. Па дури да остане равнодушен, у наводници. И еве умираат, овие што пратиле прилог, умираат од глад, а овие други живеат. И застануваат пред Христос, и Христос ги гледа, и они го гледаат, и што мислите ќе им биде криво? Ќе речат, леле, Господе, зошто пративме за овие помош, ние да живееме така, они да беа пред те. Браќи и сестри, нема за милисекунда нема да има жалење за такво нешто во Царството Небесно. И јас знаете што ќе ви кажам, за крај, повторно викам за крај. За крај, дека во Царството Небесно, во моментот кој ќе застанеме лице во лице пред Христос, нема
да жалиме за тоа што сме го жртвувале, за тоа што сме го дале, за тоа што сме го направиле, за тоа што сме верувале. Ќе жалиме зошто не сме направиле повеќе. Така. Ќе жалиме зошто сме испуштиле прилики кога сме можеле да направиме нешто. Зошто Бог нам ни дал и чест, и привилегија, и власт, и се што ни е потребно да ние бидеме тие што ќе направиме нешто. Ние сме одминале, сме поминале, сме направиле вака или не сме направиле така. И еден ден јас кога ќе се соочам со тие нешто, ја знам дека ќе има такви моменти. Мислам такви нешто што сум ги само се молам да бидат што помалку. Да Господ ми ги отвори ушите и очите, да ми го отвори срцето, да ми го отвори умот, да ги гледам тие нешта. Ми вика еден човек, не доаѓа во црква, нема кажам, нели, дали верува во Господ, дали е новороден, тоа Бог знае. Ама се дружиме, не доаѓа на богослужби, ама често доаѓа во црква вака преку. И цело време увеле со црквата како автобуска станица. Луѓе влези, излези, кој носи, кој баре, кој... Значи за се и сешто. И иде, седиме, пиеме кафе, дојдаа некои луѓе, нема врска за деталите, ми вика, братве, а не ли ти е вака мака, вика, цело време да бараат луѓе, да ти идат, да владат тоа. Вика, мака. Викам, ако некој пат ми стане мака, јас се молам Господ да ме тресне и да ме земе. Зошто? Оти тоа е привилегија. Се додека бараат од тебе и од мене, тоа значи дека Бог преку тебе нешто ќе дава и Бог преку тебе нешто ќе прави. Искушението е да се огорчиш, искушението е да ти се смачи, искушението е да се разочараш, да кренеш раци, искушението е да речеш, па не сум само ја за ова, па одете кај маци малце што само мене ми досе. Така, искушението е тоа. А привилегијата и радоста е да го познаеш у тој момент дека ти си одговорот на нечија молитва. Замисли. Така. Дека некој човек дошол кај тебе со молитва, со молба, со прозба, има различни зборови за молитви, Новиот Завет, дошол кај тебе и ти си одговорот на тоа нешто. Замисли, кој сум јас да бидам одговорот на нечија молитва? Кој си па ти? Кој сме ние? А Бог благоволил преку нас да прави такви нешта. Ама затоа викам, ако Бог ни го обликува срцето, дали ќе дојде глад, дали ќе дојде војна, дали ќе дојде непогода, дали ќе дојде криза, дали ќе дојде што и да дојде, ние, браќи и сестри, сме спремни со добрината во нашето срце, со Духот Свети и со верата во нас. И што и да се случи, едно знам, дека Христос, вака или така, преку мене или не преку мене, ќе биде Христос прославен. Амин. Отче Небесен, фала ти и слава ти, Господи, за Твоето Слово. Фала ти, Господи, за се што е од Тебе. И те молам да оно што е од Тебе во овие зборови, да ти го врежеш, да ти го запишеш на нашите срца и во нашите мисли, да го употребиш Твоето Слово, да не обликуваш, Господи, и Твоето Слово, Господи, да не гради, да не утешува, да не осилува, да не охрабрува, да не менува и да не направи како Твојот син, да луѓето кога ќе не гледаат нас, кога ќе гледаат нашите животи, слушаат нашите зборови, што и да се случува, Господи, да луѓето навистина го препознаат Христос во нас и преку нас. Та луѓето да нарекуваат христијани, Господи. Та оние кои се надвор да го препознаат Христос и тие да ни го дадат тоа име, Господи. Дај ни достојно да живееме на името христијани, Господи. Дај ни достојно да живееме на Твоето име, никогаш да не го обесчестиме или обеславиме Твоето име, туку се што сме, се што правиме и се што имаме, Господи, нека го прославува Твоето име, Христе. Во Твоето име, Господи, Ти се предаваме со духот, душата и телото, да Те следиме, да Ти служиме и да Те славиме во сите денови од нашиот живот. Биди славен и прославен, Христе, Господи наш. Амин.